Почитувани гледачи, ние тука го отвараме третиот блок Отворено студио 1 во 17 часот и повторно овој пат со мене Елена Милошевска и со колегата Антонио Крстевски ќе се дружиме во овие половина час, а како и секој ден така и сега исто така повторно ви подготвивме една тема со која што се надеваме дека ќе го задржиме вашето внимание. Односно станува збор за темата макетарството во Македонија во поде, а токму на оваа тема наш денешен гостин кој што всушност му е ова хоби и навистина интересно хоби е токму Драган Цветик од макетарскиот клуб Мајор Михајло Ивановски Микс. Добре дојдовте во нашето Отворено студио 1. Фала ви. Мило ми е. Вака сега, значи, први да започнеме нешто малку повеќе околу вашиот клуб. Колку време постои, односно исто така вие сега подготвувате од 1 до 3 март ќе имате изложба исто така, ако не се лажам во домот на Арма, да, па еве нешто повеќе во однос на клубот и вашата работа. Па клубот е оформен 2015 година од 4-5 души кои што се знаеме цел живот и сме ентузијасти од деца се бавиме со ова хоби. Клубот го основавме со цел промоција и промовирање на ова необично хоби кај нас, за луѓе да може да се запознаат со ова хоби. И со надежда дека уиднина ќе привлечеме нови млади луѓе кои што би се бавеле со ова и на кои што би им останал клубот и борба за, како да кажем, за промоција на хоби во уиднина. Еве, од каде на вас ви се роди идејата за ова интересно хоби? Па уште од дете сум сакал војни авиони, не знам, војска, такви ствари, тенкови. И уште као дете се сеќавам дека макети ги имаше да се купат дури у трафики на тутун. Ако се сеќавате, Нова Македонија тутун, у трафики имаше да се купат макети, имаше у стоковна куќа Беко, мости, така натаму. И дете као дете, сака да мушко башка, го интересира војска и војни орудија, плюс да сакаш да склапаш нешто со своји руки. И така. Спомена борба за промоција. Се борите за промоција, Да. Клубот е релативно млад, меѓутоа освен тоа што спомене дека 5-6 луѓе сте во него, се уште не успевате да поттикнете нови млади кои што би се приклучили. Пробуваме да кажем така, не сме 5-6 души у клубот, поише сме, али 5-6 го основавме. Клубот 2015 година, тоа беше после долги години расправање дали да почнеме да почнеме да се оформиме како клуб или да не се оформиме како клуб. Така да борбата продолжува. Тешко е да се привлечат млади луѓе, пошто младиве луѓе обично кај нас ги интересира поише нешто виртуелно, да седи на интернет, да чита, не знам, да гледаат филмови, да слушаат музика или да играат игрици на компјутер, популарно кажано. А ова е нешто, да кажам, посложено, многу посложено. Тоа захтева многу трпение, многу време во истражување на субјектите кои што ги правиме. Не е само изработката, него мора да се види историјата на секој посебен борбен ваздухоплов или орудие кој што го правиме. Тоа е дел од, уствари, нашиот интерес. Затоа и тоа го правиме. Тоа е на некој начин очувување на војна историја. Значи историјата мора да се знае Да, детално. мора да се знае не само детално, него репликите мора да бидат екзактни. Значи не можеме сега да, иако постојат и такви делови од оваа дисциплина каде што се прави нешто од памет, као уметнички дојам и слично, барем ние нашто не интересира војниот аспект на хобиво, не интересира изработка на што поверни реплики на оригинал. Обично како референца се користат разни видеоклипови, информации од книги, пред све фотографии. Фотографии од интернет. Па не само од интернет, разни публикации, книги, хардкопи, пошто не е поентата да се земе све да биде виртуелно и електронски формат. Ние цениме, како што гледате, опипливи ствари. Физички. Колку еве младите кои што се приклучуваат во вашиот клуб се запознаени со историјата на војните авиони, за видот на војниот авион и слично? Па на жалост ние во клубот немаме баш млади луѓе, јас сум меѓу помладите. Добро. Кои што се бават со ова. И тој е уствари многу голем проблем кај нас. А најголем проблем е тоа што нема каде да се купат материјали и макети кај нас. Ние све нарачуваме од интернет или кога некој од нас оди у странство па купува по разни такмичења, берзи, хоби шопови специализирани кои што ги има сегде, освен кај нас. Скапи ли се алатките кои што ги Па користите? да, ова е реално скапо хоби. Мислам сега конкретно не можам да ви кажам колку, пошто секоја алатка Не различно. варира, да, цената варира, не само алатката, него боите кои што се користат,
пластика, разни други материјали, додатни делови, тоа го викаме ние популарно aftermarket. Тоа е некој макетарски жаргон. Значи скапо е генерално. Еве конкретно оваа помалава макета у 1:72 размер кошта 35 евра само макетата. Да се набави у кит. И се урачунете на тоа. Додатни делови, зависи нивото на реализам кој што сакате да го постигнете, додатни ознаки, пошто ознаките сега може се специфични, ги нема у дадената макета, па мора да се купи додатен сет 5, 10, 15 евра, па многу од нас одлучуваат да инвестираат во сето и за надградба на нивото на деталите на самата макета, како разни кабини на оружања, чуда и Тоа слично. всушност е најбитниот момент. Па да, што Што подетално, дава автентичност. да, што подетално и што попрецизно, тоа повише се цени. Добра, постои ли можност еве да изработувате делови за овие авиони тука? Сами? Сами. Да, дефинитивно. Вие го правите ли тоа? Па да, мислам тоа не е комерцијално ништо, тоа е по потреба. Например, кога ќе се земе на макета, например, кокпитот не е кокпитот или кабината на нашки кажано не е доволно детална. И сега за да се подигне нивото, као разни појаси за пилотот, рачки, нишански справи и слично, тоа све ги правиме од пластика, разни траки, не знам. Како ги изработувате? Имате машина за изработка или Не, се е тоа е рачно? Тоа е само Се лие или не се? Не. Некоја посебна техника? Пинцета и скалпери, тоа е тоа. И супер лепак или било каков друг лепак за пластик или други материјали кои што се користат за изработка на. Колку време е потребно еве да се изработи еден ваков? Па тоа варира од човек до човек, мислам од индивидуа до индивидуа. Мене лично, пошто тоа го правам по цели денови, ми треба отприлика од 4 до 15 дена. Зависи од комплексноста и од нивото на деталите на самата макета. Има луѓе што прават, например, и по цела година една макета и по 3 години една макета. Зависи све од размерот, колку време слободно има човек и колку е посветен на тоа што го прави. Колку вие сте работеле најмногу на изработка на една макета? На една конкретна макета? Да. 8 месеци. Али тоа е со огромни паузи, пошто нема време у тој период. Што изработувавте? Тоа Исто беше- авион или друго? Не, тоа беше авион М-72 размер, МиГ-25 ПД од Либиско воено воздухопловство. Зошто толку време ви одземаше? Па затоа што макетата беше од многу лош квалитет и ја од инат ја направив. Пошто Да си докажете сами да, на себе. дека можам да ја направам и тоа да ја направам на некое добро ниво, каде што можам да се такмичам со таа макета, уиднине да изложувам по разни изложби и надпревари у иностранство. И морав да направам скоро све од нула. Споменавте надпревари такмичења. Да. Во колку земји сте биле да се надпреварувате со Па на вашите целиот макети? Балкан. Пошироко низ Европа и Па светот? пошироко не, пошто немаме можности финансиски. Знаејќи ја ситуација финансиска на економска моќ на просечен граѓан кај нас, Балканов ни е максимумот сега за сега. Така да со цел уиднина да идеме негде подалеку. Се надеваме. Што всушност се бодува, што се гледа всушност кога одите на тие надпревари? Квалитетот на изработката. Значи како е склопена макетата, дали се гледаат одредени споеви каде што е пластиката склопена. Панелните линии кои што ги гледате тука се со црна боја, као тоа се вештачки сенки, Добро. као црниве линии што се и крукчиња на змајот на авионот. Тие мораат да бидат прави. Не може да бидат онака виудави као змија, пошто направиот авион не е така. А како е фарбана, дали е автентично изработена, нивото на детали, колку поише детали има, тоа е подобро. Остарување на самата макета, дали избледена бојата, дали е прљаво лево десно, дали е изљуштена на одредени сегменти од воздухопловот. Значи, углавном тоа е тоа што се цени и што се суди. Споменавте дека не изработувате само авиони, туку и други борбени, Па борбени и неборбени. да, и цивилни И секако, да. цивилни, да. Тоа поретко, али пошто е многу помалку застапен сегмент од охови, го има, али не е толку застапено на светска сцена, да кажам Што е најтешко да се изработи? Па според мене, според мој искуство и од тоа што сум имал прилика и по интернет и вако живо да видам, борбен воздухоплов е најсложено и најпрецизно нешто што може да се направи. Пошто кај, например, кога се работи тенк, споевите се различни, нема стакла, а стаклата се многу тешки за изработка и за реален приказ да тоа уствари изгледа како право стакло, да не изгледа како пластика. Се полираат, се третираат со разни химикали и слично за да изгледат да сијаат баш како право стакло. Например, кај други ствари, секој сегмент од пластично макетарство си има своја тежина и се не можам, многу ми е тешко да објаснам
што е како, али според мене пластично воздухопловно макетарство е апсолутниот врв на ова хоби. До сега колку вкупно имате направено вакви макети? Па не бројам, али рачунете дека годишно правам по 55 до 60. Помножете го тоа по задниве 15 години ултраактивно бавење, плюс претходнија години по 10 да сум брал, по 5. Бројка. Тоа е огромна бројка, да. Вие всушност живеете од ова хоби? Ја лично да. Мене више не ми е хоби, мене ми е професија. Професија, да. Постојано добивате нарачки. Да. Не од Македонија, туку Од Македонија дефинитивно не, али од странство, да. Од западен свет. Претежно од Соединетите Американски Да. држави. Еве нешто за тој сегмент, како успеавте да се пробиете на тој пазар и што всушност зошто американец би го нарачал ова да биде изработено во Македонија, а не од некој друг во светот? Па не знам, валјда споредиле дека и оцениле дека мојот квалитета на светско ниво сега. Друго не можам да кажам. Они имаат историја и традиција на поштување на војна историја и било каква историја. И се многу големи колекционери. Веćината од нив собираат секакви разни дрангулии, па зашто да не е ова? Изработено од некој што знае да го изработи на некој ниво кое заслужува да биде прикажено и да стои у нечија колекција. Што најчесто нарачува? Па борбени воздухоплови. Они многу поштуваат Втора светска војна. Значи тоа име на нив мислам апсолутен врв. Тоа е нешто што највише го сакаат, највише го бараат. Пошто и они се нормално учесници у таа војна и тоа им е дел од нивната војна историја. Американски Амерички, или руски, германски, француски, италијански, енглески, било какви Се што јапонски. ви влегува нивната колекција? Да, не, све што е дел од тој конфликт, од да. таа историја. Али углавном сакаат германски. Тоа е, не знам зашто валјда луѓе претежно ги сакаат лошите. Колку време ви треба да изработите еден таков модел? Целиот тој процес, значи испраќањето Па не и дена. евентуално во која граница се движат цени? Па се зависи. Минимум за рака е 100 евра. Плюс секаков материјал и зависи од размерот на макетата и од комплексноста. Пошто нема две исти макети. Секој сака да има нешто што е различно. уникатно и нема две, ја например да седнам две исти макети да ги правам во исто време нема да бидат исти. Секоја макета си е уникат за себе, така да тоа е многу тешко да се оцени и тоа се прави на лице место у договор со муштеријата. Има ли многу захтевни клиенти, вака сакаат, така Има. сакаат? Има. Ги има секакви. Меѓутоа успеваш да ги нивните Па да. барања да ги изреализираш. 99% случаеви да. Има, мислам како и у секој сегмент од животот има секакви луѓе и не може сега да се збори генерално овакви се, онакви се, такви, овакви. Тоа зависи од човекот. Одма тоа се гледа у начинот на кој што те контактира и ти се обраќа, знаеш Со како човек си имате со каков работа. човек си имаш работа и што ќе бара, например, да му се изработи. Ива нешто повеќе во однос на 6-та изложба на макети сега што ќе биде? Ќе трае од 1 до 3 март, нешто повеќе да ни кажете од колку до колку часот? Дополнително повеќе детали. Значи овака, тоа е 6-та поред изложба на макети, миниатури и диорами. И трето поред надпреварување кој што го организира нашиот клуб. И не знам некој друг дали тоа го правил у прошлост во нашава држава, али мислам дека ние сме први. Макетарство двојти пластично макетарство. Пошто има, например, на архитектонски факултет изработуваат некои од картони, од стиропор, нели објекти и слично, тоа е скроз друго. Али за овој сегмент ние сме први во држава. Сега, надпреварот ќе биде во недела, тоа е 3 март, од 9 до 4 саат, поручек. Изложбата ја отвараме утре во 8 саат во домот на Арама, 8 саат на вечер. Во сабота трае цел ден од 9 сабајле до 8 вечер, така да кој е заинтересиран, слободно нека дојде, ќе има многу макети да се видат, што од клубскиве другари и мои, што од нашиве другари од странство кои ќе дојдат да ни споштуваат, па се надаме дека народов што ќе дојде да види ќе биде задоволен. Колку макети ќе бидат? Тоа не можам да знам точно. Тоа не знаеме до последен момент додека не ни дојдат луѓе во што уствари планираат да ги изложат макети, дали можам, ако сакате да кажам, од кои земји ќе има.
Може да. Од кои земји Секако. ќе бидат? Значи ќе ни дојдат од Грчка, од Бугарија, од сите клубови у Србија, па дури и поединци, пошто сме блиски ептен со дечки, мислам поврзани сме ептени, нема везе. За прв пат од Румунија, за прв пат од Словачка, од Русија и за прв пат од Босна и Херцеговина. Добре, бидејќи вие споминавте дека и претходно сте организирале изложби, кој е првиот онаков впечаток кој што ќе го видат гостите кои ќе пристигнат во однос на макетите? Пардон. Па првиот впечаток е тоа дека сака да ги допрат. Тоа е инстинкт и тоа е нормално и не може да се љутиме, затоа сме ние тамо, имаме граничници. Да ги опомените да не ги Па допираат. не, да ги опомениме, не толку да ги опомениме, него колку да им објасниме дека тоа е многу кршливо, дека е деликатно и дека може многу лесно да се оштети. И после се оштети нема враќање на првобитна у првобитно стање, да кажам така. Така да луѓето обично ги интересираат така поголеми ствари, поголеми макети, а уствари убавината и поентата на самото хоби е што помала макета, тоа повредно. Во детали. Во детали, да, во детали. Али затоа сме ние тука да им објасниме на луѓето, така да што ги интересира можат слободно да си прашаат на лице место. Ние сме тука да им објасниме. Ги споменавте клубовите од соседните земји, каква е таму состојбата Грција, Бугарија, Србија? Грчка е запад за нас, мислам сега да разјасниме тоа уште од почеток. Они имаат многу развиена сцена, значи тоа е нешто што ние мислам дека рецимо држави од бивша Југославија би требало да работиме многу години и со многу пари за да го стигнеме тоа ниво што го имаат они. У сите други држави, освен Косово, Албанија и Црна Гора, има развиено макетарство. Кај нив до сега не сум видел, доколку би имало би сакал да отидам да видам што прават, како работат и чисто да се упознаеме. А ние сме на почеток, да не кажам средње жалосно, али ете гураме напред и секоја година имаме све поише и поише посетители и излагачи. Ова е единствениот макетарски клуб во Македонија, меѓутоа дали познавате поединци од другите градови од земјава кои што се бават со истото хоби? Да, има од Струга, од Охрид, од Тетово, од Прилеп, има дечки што се бават со ова и По еден од секој град. па негде има по двајца, можда и тројца. Али многу голем проблем, како што кажав пред малце, е тоа што кај нас нема каде да се купат макети и прибор. Тоа ги одвраќа 90% од луѓе. Ние на клубската страница на Facebook, например, скоро секој ден добиваме прашања од заинтересирани луѓе и тоа од цела Македонија, као е здраво дечки, свака чест на ова што го правите, кај има да се купи овакво нешто. И кој им кажам ја нема нарачи од интернет, тука 99% од луѓе се откажуваат и одлучуваат дека тоа е превише замарање за да би се бавеле со такво нешто. Па добре, вие на кој начин би ги поттикнале да не се откажуваат? Со тоа што ќе дојдат на наша изложба ќе видат како може уствари од која ќе уложат огромен труд, како можат уствари да направат реплика на еден борбен ваздухоплов, тенк, фигура, било што, свемирски брод. Поддршка од институциите нема. Единствено можеме да кажеме дека од армијата со тоа што ви отстапува простор во дом на АРМ да ги одржите вашите изложби, меѓутоа што со останатите институции кои што би можеле ова хоби да го искористат за промоција и на државата и на вас како професионалци во ова што го изработувате, бидејќи веќе со ова што велите дека нарачуваат дури и од Америка макети, се гледа дека се цени тоа. Меѓутоа во Македонија не, надвор од Македонија да. Тоа се цени сегде, само кај нас не. Луѓето обично мислат дека ние си играме играчки. Мислат, ова се авиончиња, не знам. Дај му ги на детето да си игра, да си ги лета дома и слично. А тоа уствари не е така, него ова се реплики на реални објекти у 1:1 кој да е размер. И се екзактни реплики и сегде у свет се рачунаат дека се на ниво на уметнички дела. Само кај нас луѓе мислат дека ние си играме игрички, а институциите, ја дури не сум изненаден од фактот дека неќат да помогнат, нити се интересираат за такво нешто со оглед на тоа каква ситуација и влада и у држава и општо у регионов и у светов, дека нонстоп има некоја економска криза, нонстоп ние некои реформи мора да правиме за нешто политички кризи и така. Тоа неќам ни да го дискутирам, тоа не ме интересира уопште. Али со оглед на целокупна ситуација, меѓутоа се одразува на целото. Па се одразува на целото општество тоа и од секој могуч аспект на општеството кое што живееме. Така да ние со приватни средства и со задни напори покушаваме барем
една изложба и надпревар годишно да ги одржиме и чисто да го анимираме малце граѓанство во држава. Добро, армијата еве сте пробале да исконтактирате со нив евентуално дел од макетиве со нивна финансиска помош да ги изработите па да видат музејски поставки и така Па кај нас натаму. како прво нема воен музеј. Мислам има воен музеј, ама нема никаква поставка. Има 2 канцеларии во музеј на Македонија и толку е тоа. Мислам, каде ќе го изложат они тоа? Како прво? Нема Смета каде. дека просторот е првен голем проблем, што нема каде да се излажа. Просторот е најголем проблем и на нас како клуб ни е многу голем проблем, пошто ние немаме простории на клубот. Се собираме по кафичи или кај некој дома, кога сме, мислам, тоа е нормално. А иначе не сме доволно финансиски моќни, пошто се финансираме исклучиво од донации, кои што се многу ретки, али ги има, од наши пријатели на ова хоби клубот. И од чланарини кои што се, мислам, смешни, сега да не кажувам цени овдека, ќе се смеат луѓе што го гледаат ова, али тоа го правиме чисто со цел за да се организира годишна изложба, која што ја правиме веќе по 6-ти пат. Еве споминавте дека најчесто не го сваќаат ова хоби сериозно, демек играчки за деца и слично. Како да се зголеми свеста кај граѓаните дека сепак еве ова може да премине во професија од која што нели може да Само со озбилна промоција и со пари. Другачие не може. Мислам, тоа е едини начин да се дигне свеста кај граѓаните. Да се одржуваат што е можно поише настани од ваков тип. Ја бил пресреќен кога на пример од држава било 5-10 клубови по секој град да има по еден клуб, да има активна здрава сцена каде што секој град ќе има по 2-30 души што се бават сериозно со ова. Ќе има и силна конкуренција. Ќе има силна Тоа ќе се конкуренција. крени и квалитетот. Да, ќе се дигне квалитетот и ќе може чисто да разменуваме идеи, мислења, знаење, техники на изработка и слично и ќе се дигне нивото на културата во држава. Апсолутно. Преку ова. Ги споминавте донациите од пријатели. Да. Од Македонија или од Од странство? Македонија, тоа се другари. Сега да. Кои што ја Пријатели и разбираат другари. вашата мака. Да, кои што знаат со што се бавиме и чисто сакаат да не поддржат за да секоја година ете се одржава во било која просторија, конкретно задниве 5 години домот на Арама и затоа сме бескрено захвални на армијата на Република Македонија што не помага на тој начин. Своевремено школото за обука на пилоти на Петровец не помагаше финансиски 2 години поред и затоа сме максимално захвални, пошто многу е тешко во оваа држава да се дојде до донација макар и од 10 динара. Екстремно тешко е, али ете, по време се наоѓаат ентузијасти и поддржувачи на ова што сакаат да не помогнат за да не замре ова кај нас. Значи на крајот можеме да заклучиме дека финансиите се најголемиот проблем, набавката Дефинитивно. на просторот, Дефинитивно, така на што нема материјалите каде да се исто изложат. така, единствено што ве одржува во живот, односно вашето Ентузијазмот. Вашиот клуб Е пред свет, ентузијазмот. да. Околу младите, ајде уште едно прашање, како да ги мотивирате да се вклучат во овој клуб и едноставно да го засакаат ова хоби. Велите и тука дека промоција е потребна, апсолутно, меѓутоа за тоа се потребни финанси. Дали во случај би можело да се искористи нешто преку образовниот процес, преку Едукација. Како да не? Министерството за Како да не? Тоа би можело преку часовите по ОТП. Пошто јас кога бев дете, пред долги се години, изработуваат макети на тие часови. па си изработувавме кукички, маси. Ова тоа е на некој начин макетарство. Можда не е воен аспект на хоби, али тоа е макета на нешто. Можно е да биде доволно за да се поттикне желбата кај младите да го прават тоа. И тоа е многу добро, пошто децата ќе развијат моторика, интелигенција, логика, ќе се отргнат од улица, од дроги и од разни пороци, пошто боле да се бават со вакво нешто него да идат по сега да не кажам каде. Знаете и сами. Така да доколку било Министерство за образование би сакало да оствари некаква соработка, ние сме отворени за тоа и у секој момент може да ни сконтактираат и да Па може и вие да се обидете да ги сконтактирате. Па имаме пробано до сега. Неуспешно. Па неуспешно, да. Така да и затоа ја решивме они да покушаат нас да не. Добро, може ќе го послушаат овој апел. Камо кој што среќа, го камо среќа. Да. Драган, ти благодариме на гостувањето, време е да се одјавиме и многу интересна тема. Се надевам дека дел од гледачите ќе ги заинтригира, па ќе ви се обратат
после ова гостување. Благодарим уште еднашка за гостувањето. Фала ви на вас за промоцијата. Почитувани гледачи, ние овој блок последен со мене и со Елена ќе го одјавиме со прилог на колешката Ива Трајковска, секако секој четврток. Таа не изненадува со нови прилози, па да погледнеме за каков прилог станува збор, секако за социјална сторија.